Во многу земји играњето видеоигри повеќе не е само хоби, забава и релаксација, туку професионален и спорт од кој може и да се заработува. За него постојат официјални клубови како во фудбалот, кошарката, ракометот. Ова е темата за која ќе говориме денес во приказна. Останете со нас. Во светот има повеќе од 2 милиарди активни геймери. Србија, Хрватска и Бугарија се лидери во гейминг индустријата во регионот. Што носат нашите податоци денес во приказна? Во многу земји играњето видеоигри повеќе не е хоби, забава и релаксација, туку професионален е-спорт од кој се заработува. За него постојат официјални клубови како и во фудбалот, кошарката, ракометот. Јужна Кореја е една од државите што многу вложуваат во развојот на е-спортот. Таму е-спорт атлетите, односно играчите, добиваат плата и здравствено осигурување. Во САД пак се издаваат специјални визи за е-спорт играчи како посебна категорија. Според извештајот State of Online Gaming 2020, кој се заснова на одговори од 4500 различни потрошувачи низ светот, гледањето на другите како играат видеоигри преку интернет е попопуларно од гледањето спорт. 1,5 милиарди се во Азија. Значи, Кина станува тука водечка, Јапан, значи, тоа е многу интересен феномен. Растот на обртот во оваа гейминг индустрија е 10% годишно. Дури сега е пораснато и повеќе за време на ковидот. Во светот има над 2 милиарди активни геймери. Денес има се поголем број на смартфони и на таблети и се подостапни се за луѓето ширум светот и може да се игра во движење и тоа и го прават луѓето. Потоа, игрите се главно бесплатни, меѓутоа најчесто внатре има некои микротрансакции кои што пак им овозможуваат на развивачите на видеоигри, на продуцентите да ги монетизираат своите авторски дела, своите игри. Потоа, е-спортот кој што представува надпреварувачки видеоигри, станува се популарен, се повеќе луѓе играат, се надпреваруваат. Потоа, наградите на овие надпревари стануваат се повисоки и тоа дополнително привлекува играчи во видеоигрите. И секако напредокот на технологијата. Се очекува виртуелната реалност, избогатената реалност во иднина уште повеќе да го подобрат искуството при играњето и со тоа ќе се зголеми се уште бројот на играчи и ќе се зголеми индустријата за видеоигри. Се повеќе има жени во гейминг индустријата. Ја мислам дека е особено значење, особено у оној дел на не само напишување код и на логика, меѓутоа и мислам дека жените имаат некој дополнителен сенс на креативност и на естетика што може да дадат некој специфичен акцент на играта. Особено оние што се уметнички делови на цртање на графика, на правење анимации, па пишување и левел дизајн. Можам тука да напоменам дека имаме една игра се вика Супер Стайлист и таа е многу важна за нашата компанија затоа што имаме многу активни корисници на таа игра. И таа игра баш е онака мода, фешн, карактери, па купуваме облека, ги облекуваме, правиме различни комбинации и во сите има многу жени што работат на таа апликација. Мислам дека они се вистина многу има дадено акцент и баш онака дополнително да бидат толку успешна играта имаат големо значење. Најчесто се мисли дека геймери се мажи или момчиња, но последните податоци говорат дека во 2022 година жените сочинуваат 48% од геймерите во Соединетите држави, што укажува дека скоро половина од геймерската публика во САД се жени. Многу добро стоиме во смисла на тоа дека многу девојки се запишуваат на дури сега дошло скоро бројот до 40% на овие нашите Финки, Фейт, мислам, се девојки. Јас ги и за некои работи, значи Македонија е подобра за жени кои што се во IT отколку другите, дури и европски држави. Значи во европските држави имаме некои, да кажеме, бројки Холандија кај што е 8%, кај нас се, ви кажувам, 30-40% девојки се занимаваат со IT, тоа значи се повеќе и повеќе.
Јас мислам дека Македонија не заостанува зад светското ниво на колку жени се вклучени во оваа индустрија, а бројките кажуваат нешто многу интересно. 45% се жени во оваа индустрија. Да кажем во Соединетите Американски држави такви се бројките. Дори за некои игри повеќе има и жени од мажи, така да сега и тие кои што ги програмираат тие значи игри секогаш гледаат да не ги заостават интересот и на жените. И уште еден интересен податок кој што е вака од ова светскиве истражување е тоа дека знаете, старосната граница, сите мислиме дека таа е нели од 12 години па до кај 25-6. Старосната граница на светско ниво ќе се изненадите. Таа е од 30 до 45 години. Тоа е average, она што викаат. Пазарот за еспорт во Кина е најголемиот во светот со 434 милиони посветени фанови. Статистиката од 2022 година покажува дека Кина има најголема популација на геймери во светот. Ова не е изненадување бидејќи Кина има најголема популација па е една од најголемите индустрии за игри. Во гейминг индустријата главна вештина која што се бара е огромна пасија и љубов спрема игрите. Покрај тоа е најважно, покрај тоа неопходно е луѓето да стекнат некакво знаење во однос на програмирање и креирање на видеоигри. Сепак допрва треба да се види како ќе се промени демографијата на геймерите во Кина и како кинеските геймери и индустријата ќе бидат погодени од кинеските ограничувања за малолетните геймери, кои стапија на сила во 2021 година. Би сакала да искоментираме на почетокот една нова информација. Неодамна европратениците изгласаа резолуција со која бараа да се даде поддршка на ниво на ЕУ за стратегија за развивање на видеоигрите и тие да се сметаат за културно наследство. Ваш коментар? Огромен потек. Мислам многу битна работа се случува сега. Во принцип, игрите секогаш и биле голем креативен процес и само во прашање на време беше кога тој процес ќе се стави во некоја рамка и кога тие ќе добијат некое позначено ниво во статусот, во целокупниот живот, во финансиите, во стратегиите на земјите. Така што ова што го направија на европско ниво е за поздрав, затоа што иако ние не сме уште официјално дел од Европа, претпоставувам дека ќе имаме многу голем бенефит во тој однос, во тоа да се забетонира малку, да се стврдне екосистемот за развивање на игри во Македонија, заради тоа што сега во овој момент државата апсолутно нема никаков однос према тој сегмент, иако тој носи многу пари, може да донесе уште многу пари, но веројатно ова може да им биде, ако не друго, барем сигнал, нотификација дека и они треба нешто да превземат, да брцнат малце во тортата, да сватат што се случува внатре. Јас би сакала да ја разгледаме гейминг индустријата од аспект на корисниците. Често пати кај нас имаме погрешна перцепција за тоа што е геймер. Што точно значи геймер? Значи, геймингот јас лично го делам на 3 сегменти. Едниот сегмент е развивање на игри. Тоа се оние луѓе кои што прават игри, кои што често сакаат да играат игри, но не мора да значи. Може да не сакаат да играат игри, едноставно да се во гейм индустрија, да бидат, не знам, еден сегмент од целото тоа тркало. Значи, може би во финансии кои што работи со гейм индустрија, може би монетизација која што работи во гейминг индустријата. Потоа втор сегмент е еспортот од геймингот, кој што тоа е атлети кои што заработуваат играјќи игри и многу често тие луѓе не играат други игри, него играат една и во таа се многу добри. Но тоа исто не е правило, секогаш има исклучоци. И третиот сегмент е геймери, односно луѓе кои што уживаат да играат игри, кои што сакаат да се интересираат за игри, кои што им е тоа играњето хоби, играат повеќе различни игри, чекаат нови игри кога излегуваат, читаат списанија, читаат портали, читаат сајтови во однос на вести за игри. Последниве години со постигнувањето на интернационални резултати на геймери од Македонија се подигна вниманието за
геймерството. Во таа насока, какви се вашите импресии, каде е Македонија позиционирана на таа гейминг мапа од аспект на играњето? По-големи успеси што се постигнаа беше одењето на второ место пред 4 години од страна на Мартин Сазов Сакса. Потоа лани Blue Jays победија на светскиот турнир во Counter-Strike и годинава најтазе од пред некој месец е исто повторно Мартин Сазов Сакса, со тоа што овој пат победија во финале и ја донесе титулата, го донесе Аегис од тој штит во Македонија. Тоа се прилично битни работи на светско ниво. Тоа ја прави Македонија да е сериозен алерт во однос на тоа на ловење на таленти, во однос на ловење на игри. И луѓе што играат игри и атлети. Но од друга страна па спортот како професија е една од најнеблагодарните професии што јас ги знам и ги познавам. Јас никогаш не би препорачал на некој да биде атлета, освен ако не се знае дека ептен е талент детето. Заради тоа што тоа се многу време потрошено за тренинг, мислам, многу време се тренира и механички пред компјутер, ментално и физички, и тоа се во прашање на најубавите години кои што многу брзо знае да ако киксне да се претвори комплетно изгубено време. Така што мислам дека за разлика од другите спортови, ризикот во спортот е 3-4 пати поголем за да се стане професионалец. Може би тука лежи најголемиот дел на резервираноста на јавноста кон играњето на видеоигрите. Јавноста никогаш немала никаков однос према спортот заради тоа што е прилично тазе спорт и прилично малку луѓе, условно кажано, се интересираат заради тоа што не е фудбал. Не е ракомет нешто кое што може надвор да се игра, за тоа треба малку повеќе опрема, инфраструктура, треба интернет, треба некои барем основни елементи да се содржат за да може да се прави тоа. Ќе треба уште долги години, мислам дека за да стигне на едно сериозно ниво каде што тоа ќе се збори онака баш како што сега се разговара за фудбал. Го споминавте моментот на што ќе се случи ако не се успее и колку тоа влијае потоа негативно. Во таа насока би сакала да го споменеме моментот, има бројни истражувања кои зборуваат дека играњето видеоигри е лошо, а од друга страна има и бројни истражувања кои што укажуваат дека играњето видеоигри може да поттикне развивање на одредени вештини. Исто како за сланината и за путерот. Излегуваат нели истражувања дека путерот е лош, дека е канцероген, дека е нели вако се преработи, од друга страна после викаат дека тоа е добро за коските, дека е не знам битно да се има маснотија, да не знам, за сланина имаше муавет, имаше, така што и ова е истата приказна и ова. Јас секогаш го давам пример дека јадење бајадери прекумерно е лошо, ќе му се згади на човек, така да во принцип што и да се прави прекумерно ќе доведе до глупи, да ги наречеме последици од тоа. И читање книги е одвратно ако човек се утепа од читање книги, и така ќе се затупави, така ќе се затуца, и така ќе се дистанцира, и ќе се изолира, и ќе стане интроверт. Значи, слична е работата со се што се претерува. Така што, да, за разлика од, не знам, играњето игри, знае, ако се претерано, може да доведе до физичка деформираност, условно кажано, после тоа треба да се оправа со физички активности, може да дојде до изолација во однос на социјален живот, може да дојде во однос на да биде проблем во однос на едукацијата, во однос на работата, ако стане, но пак ќе кажам, и други работи може да бидат исто таков проблем, како што би можело да биде и прекумерното играње на игрици. Македонија неодамна доби поддршка, односно го прифати спортот како официјален. Што тоа значи за... Вака сега, значи, ова е многу уште специфична тема. На светско ниво не постои иако постои значи официјална еспорт асоцијација или еспорт федерација, интернационална еспорт федерација. Иако кај нас има Македонска еспорт федерација. Во светот тоа се уште е на ниво на приватни турнири, на приватни организации, заради тоа што игрите кои што се користат за играње во турнирите се приватна сопственост. Тие игри некој ден може некој да рече веќе не смеете да ги играте на надпревари, и што ќе се случи тогаш?
цела лига, сите атлети, се тоа ќе пропадне во вода. Така што, иако има организации, Интернационална еспорт федерација, во која што Македонската еспорт федерација е членка, и не само тоа, него председателот на нашата федерација е сериозен член во интернационалното, односно е главен генерален секретар. Нашата функционира перфектно заради тоа што си има влијание во светската. Но се уште на глобално ниво не е, например, како FIFA, не е како NBA, не е како, не знам, NHL, например, или како FIBA. Така што, мислам дека ќе помине уште некое време додека тоа да се официализира од сите земји на светско ниво, не е само во Европа, и во светот не постои таква организација, рамка која што е ставена во рамка како што е, например, фудбалската или кошаркарската или ракометната. Колкав е интересот кај нас за играње видеоигри? Која е најмалата, која е највозрастната старосна група која што ги игра? Која е најчестата видеоигра која што е најпопуларна во Македонија? Значи, ако ги трнам, ако го збориме за се мобилни игри, ќе кажам дека од 8 до 88 е веќе луѓето што играат игри. Но ако ги трнеме тие што ги викам јас лифт, односно автобус игри, со една рака кај што си играш доколку ти помине 3 станици времето, посериозни игри, значи збориме за луѓе кои што си доаѓаат, кои што имаат ритуал да си седнат, да си поиграат навечер, сабајле, не е битно кога имаат слободно време, луѓе кои што чекаат да стигнат игри, луѓе кои што седнуваат, играат игри со другари, со пријатели онлайн или во живо. Огромен е бројот и цело време расте. Границата цело време се спушта надоле и се проширува на се постари и постари. Сега веќе децата од 5-6 години веќе сериозно играат игри. Ако земеме во прашање, ако ставиме дека е Minecraft, дека е Roblox, значи тоа се игри кои што децата ги играат многу. Според статистиките кои што ги добиваме преку gg.mk во однос на луѓе кои што пратат играат, мислам дека зборам за геймери, онакви како мене да се кажеме, би можела таа бројка да биде до кај 70-80 илјади. Но ако збориме за луѓе кои што играат игри, кои што имаат некаков контакт со игри, таа бројка би била, не знам, 1 милион можеби. Каков е соодносот помеѓу мажи и жени? Дали еднаков? Се уште мажите се драстично поинволвирани и позагреани од оваа тематика. Не знам зошто. Порано кога беше се во живо играњето, имаше некоја логика заради тоа, можеше да се случи булинг, или не знам, ако дое женско одма се понашаат, се повампируваат, врколаци стануваат сите машки, можат, глупи коментари и така на тоа. Ама сега откако стана тоа онлайн и кога голем дел од играњето онлайн, повторно не се изедначуваат бројките во однос на геймери и геймерки. Иако има многу, пак се уште преовладува машка популација. Како да го поттикнеме пазарот на оние кои што ја создаваат видеоиграта со оглед на тоа дека веќе во регионот Хрватска, Србија, Бугарија го имаат развиено на едно повисоко ниво, како и ние да направиме нешто, да не бидеме само дел од IT индустријата, бидејќи сепак треба да добие свое место. Ние сме една такво проколнато парче земја во кое што заради многу работи од постоењето се случуваат некои ствари кои што едноставно не можат току така преку ноќ да се пребродат. Во Македонија нема, односно освен ако ги земеме Taptail, односно сега се Crazy Labs како поголема компанија, ако ги земеме Napnog, например, или Indium Play, кои што се исто така малце поголема компанија, немаме голема компанија да има представништво. Ги немаме Ubisoft, ги немаме Activision, ги немаме EA, немаме ништо од тоа. И едноставно нема кој да го бустира тој сектор за развивање на игри. Во Србија ги имаат Nordius, ги имаат EA, ги имаат Ubisoft. Иако не беа толку јаки ни они. Значи, многу интересно дека свеста за гейминг во околните земји околу нас е многу беше помала отколку во Македонија. ГГ кога го почнавме пред 9 години подкастот, нема поим, ниту постоеше било каков изглед дека ќе се направи некој таков медиум силен за работење. Кога го почнавме ние Global Game Jam со Магда пред 10 години
И неколку години поред бевме меѓу топ 5 држави по направени игри по глава на жител, што е огромен успех. Никој од околниве држави немаше таков тип на разбирање. Но за разлика од тоа што кај нив го сватија многу брзо институциите, многу брзо се накренаа. Сега во Магда, например, во Македонија 10 години, SGA во Србија, Serbian Game Association е 4 години или 3 години. А они веќе имаат сериозно тело заради тоа што имаат многу студија кои што го финансираат и им се исплати тој сектор. И те како земаат замав во изминативе години, можам да кажам дека се направи специјална класификација во делот на трките, која што има репрезентативен план и на држави и која што учествува во FIA меѓународните надпревари во E-Games. Така да мислам дека некако светот се насочува кон тоа. Иако мислам дека е различно доста од реалното. Симулаторот како симулатор доста помага во учењето на самите стази, во правење сетап на возилата, но фали оној момент на адреналин и на страв кој што го имате во самата кола која возите. Но сепак зема еден голем замав во делот на автоспортот. Па мислам дека се големи, придобивките се огромни, бидејќи автоспортот како спорт е еден од најскапите спортови. За да направите еден тест на една тркачка реална патека кошта многу пари, чини многу пари, можеби ќе надмине и 30-40 илјади евра на професионален тим да отиде на едно тестирање. Така да сето тоа го заменува симулаторот, симулациите и доста тимови се насочуваат кон тој дел на тестирање. Иако тоа се професионални симулатори кои што чинат повеќе од 1.500.000 евра, 2 милиона евра, така да придобивките се огромни. Гледам дека се повеќе нови учесници во автоспортот во оние погорни серии учествуваат и применуваат цело време возење на симулатори и учествуваат на E-Games како што се предвидени во текот на шампионатот од FIA, така да според мене мислам дека е едно добро искуство, оди во добар правец, но не би сакал да ги замени реалните трки со виртуелните. Македонската репрезентација во e-спорт во декември минатата година го освои првото место на светското првенство во Counter-Strike. Со тоа нашата репрезентација стана двократен светски шампион во Кантер. Светското првенство кое што се одржуваше годинава во Бали, имаше околу 100 држави кои што играа квалификации, додека пак ние бевме квалификувани веќе, бидејќи бевме победници на Европското првенство, бевме квалификувани за топ 8 завршница. И од останатите држави кои што играа квалификации, чекавме да се квалификуваат одредени екипи и потоа се одржа таа завршница, односно топ 8 завршницата, на која што извојувавме со 4 победи и 1 пораз и на крај ги победивме монголците во финале со 3:1. Па како играч мене многу ми значи дека конкуренцијава ментално за спортот, посебно за нашава струка Counter-Strike е преголема, има премногу играчи и премногу тимови. Знаеш, од турнирите успееш од 32 екипи да си најдобар е за мене како играч многу голема. Павле и Јане се дел од тимот на македонската репрезентација. За двајцата ова е второ искуство на светски шампионат. Првиот во Израел, минатата година во Бали. Искрено не очекувавме многу да направиме во Израел, заради ситуацијата, али некако успеавме, стигнеме и до финали да го освоиме, што вика лесно. Баш бев изненаден. За ова година за Бали се спремаме, мислам, како тим ше скоро цела година сме заедно. Спремаме секој ден, секој месец напорно играме. Како и секое дете почнува со како хоби,
кое што изгледа на трошење време, поминување на времето со другарите, но ден за ден се сваќа дека како се гледаат некои кои што веќе успеваат на ова поле, ти стануваат идоли и гледаш дека можеш и ти да успееш, иако ќе си кажат ние сме од Македонија, помала држава, но сепак интернетот е веќе стигнал на такво ниво што дозволува и има опции да се успее и во оваа гранка, односно еспортот. Поддршка е потребна. Успесите на еспортот во земјава треба само да бидат патокас за поголем напредок на оваа гранка. Мислам дека и ние доста како тим и како репрезентација помагаме за помладите генерации, па и за постарите кои што не се упатени толку во еспортот, да сватат што значи еспорт гранката и дека тоа е гранка која што секојдневно се проширува и расте. И задоволни сме за напредокот, но сепак секогаш има простор за уште поголем напредок и секако дека е добредена на секоја помош, поготово државата, дали тоа би била финансиска, дали тоа би било например одржување на што повеќе турнири, за што повеќе играчи да има, да се собираат што повеќе играчи, за да биде што поголема конкуренцијата. Еспортот е компетитивно играње на сите овие гейминг наслови што ги гледаме во денешно време дека се актуелни. Значи, кога ќе земеш компјутерска игра и кога ќе се стави во формат и во систем на компетитивно играње, да има надпревар, да има навијачи, да има тимови, да има тренери, да има кладење на нив, тоа веќе прераснува во еспорт. Предноста на еспортот, во разлика од другите спортови, е што не е одредено од горе надолу, туку од заедницата, од доле нагоре. Значи, доколку се појави за некоја игра заедница која што е спремна да се надпреварува, тогаш веќе се вклучуваат и останати фактори и тоа станува професионално, се вклучува организатори на турнири, се вклучуваат телевизии, бродкаст, навијачи, организатори и веќе полека прераснува во еспорт наслов. Улогата на еспорт федерацијата пред се е развој на еспортот, поставување на темели на еспортот и најважно се признавање на еспортот како официјален спорт. Со гордост можам да кажам дека во Македонија после 17 години, минатата година еспортот официјално беше признат и од страна на Агенцијата за млади и спорт, а во 2021 година станавме член на Македонскиот олимписки комитет. Значи веќе ние сме една од првите држави во Европа каде што еспортот е признат како официјален спорт и тоа полека од Македонија се шири кон цела Европа. И веќе гледаме примери Црна Гора, Словенија, Босна, Косово, Србија, што веќе го прават истите чекори како нас, со цел да се признае спортот не во смисол на контрола на тоа да имаме сите контрола или не знам дел од тие многу милиарди што ги слушаме, туку за правилен развој и за да може да се најде начин за финансирање и за помош и за правилен развој на еспортот. Македонија е двократен светски шампион во Counter-Strike и европски шампион тековен во Counter-Strike. Успесите на македонската репрезентација почна, да кажам, некако во исто време со признавањето на еспортот. Некако се поклопија тие две работи. Не дека нешто многу смени, но психички премногу значи дека официјално ја представуваш државата, дека не одиш да играш на некој кежуал или лабав турнир, туку идеш на официјално светско првенство и официјално ја представуваш државата со носење на знаме, со дресови какви што имаме. Значи, буквално се оди на едно друго професионално ниво. Делот на финансиите не се финансиите тие што ги имаме до сега, еднаш имаме само добиена помош од државата, но сепак се значајни, затоа што ни помагаат да можеме да им обезбедиме услови, компјутери, тренинг центри, како што е овој сега кај што седиме. Значи, играчите им треба опрема, им треба време за тренирање, им треба буткамп, ние што го викаме, како што да сите останати спортисти гледаме пред идење со Александар Палас 20 дена, 15 дена. Истото тој ние треба да го правиме за нашите еспорт играчи и го правиме веќе почнувајќи од оваа година. Да не зборуваме дека цел свет веќе знае дека еспортот е признат во Македонија и според информациите што ги имаме, сме 9-та федерација, еспорт федерација во светот по датумот на основање.
Едукацијата е многу важен сегмент во еспортот. Веќе гледаме во светот се повеќе и повеќе факултети и образовни установи, приватни, почнуваат да имплементираат еспорт курсеви и еспорт образовни програми во своите универзитети и факултети. И тоа е нешто на кое што ќе работиме, не знам дали ќе успееме оваа година, секако не поради незнаење или не можење, туку поради немање доволно средства, но сакаме да воведеме образовна програма, првично да биде на ниво на курс, а понатака во соработка со Министерство за образование да биде акредитирана и да можеме и официјално да влеземе во основните школи како дополнителна програма, бидејќи моето дете учи јапонски техники во школа, а е 5 оделение. Зошто да не учи основи на еспорт? И така игра цело време, може да научи што е еспорт, дека еспортот е малце повеќе од игра. Дека уствари си бара тренинг, си бара здрави навики, си бара исхрана, си бара паузи, не е само седни 16 сата игра и ќе бидеш најдобар во светот. Не, си има начин како тоа се прави. Кај нас во Македонија не, во светот да, има, дури имаме и наши представници кои што поминале. Поради ковидот во изминативе 2 години се појавија многу курсеви кои што се онлайн, на кои што можеш да стекнеш основно познавање за еспортот. И имаме поприлично многу луѓе од Македонија кои што ги имаат поминато тие курсеви, имаат основно знаење, но ние сме тука да им помогнеме и да ги насочиме, даваме и стипендии често од меѓународни организации, од меѓународни образовни установи, така да секој кој сака може да контактира Македонската еспорт федерација, тука сме да помогнеме на секој што сака да се вклучи активно во еспортот. Не сите, но повеќето држави во Азија се премногу развиени. Ова кај нив е спорт 10 на 15 години. Ќе ги набројам Филипините, Тајланд, Јужна Кореја, каде што е седиштето на Светската федерација. Тоа се држави во кои што еспортот е признат многу одамна, во кои што државата инвестира и во која што сите, и Индонезија сега, нашиот домакин минатата година на светското првенство, тоа се држави каде што државата го поддржува еспортот и еспортот се развива исто како што се развива фудбал, бейсбол, кошарка и сите останати спортови. Луѓето што се во бизнисот со пари сигурен сум дека се свесни, останатите луѓе што се на институционална основа мислам дека не се во целост. Но мораме тука да разграничиме нешто. Во гейминг индустријата да, има огромни суми на пари. Значи тоа се оваа година зборува дека ќе надмине 200 милиарди. Но многу е важно да се знае дека тоа спаѓа тука и издавачите на игрите, и професионалните тимови, и делот со национални федерации, делот со кладење, делот со in-game purchases што се случува, делот кој ќе купиш игра онлайн од Sony, од Xbox, од Microsoft или од било кога. Значи, таа сума на пари е вкупна целата гейминг индустрија, вклучувајќи го и еспортот. Еспортот во гейминг индустријата не е повеќе од 25% од таа сума. Значи, тоа е мал дел од сите тие пари што ги земаме. Најголемиот дел од парите се кај издавачите на игрите. Во Македонија, изминатите години се појавија голем број геймери, чија посветеност и талент беа наградувани на светските турнири. Најпознатата македонска видеоигра има околу 200 милиони корисници. Еве што донесува истражувањето кое што го направивме. Во Македонија изминативе години се појавија голем број геймери чија посветеност и талент беа наградувани на светските турнири. Сепак, нивниот успех најчесто поминува незабележан. Главната слика за оваа млада индустрија дека представува губење време и оти младите се антисоциализираат со тоа што цело време се пред компјутер. Јас некако сега се слушна бидејќи тој млад човек доби голема награда, тоа е во e-спорт. Иако по старата генерација, морам да ви кажам, има отпор. Бидејќи они мислат сега децата ќе седат по цел ден на компјутер и ќе изгубат од образованието и од кариерата идна. Но сепак мислам дека нема тука никаква дилема дека ние мораме да одиме во тој правец и дека мораме да се прилагодиме на светот. И да ви кажам за видеоигрите и за луѓето кои што се младите кои што го работат тоа зашто почнуваат од 12-13 години, дури и се развиваат некакви
интересни и добри кај нив работи, заради тоа што се треба да бидат смирени, треба да бидат, значи ни за да не навлегуваме сега во тоа што го испитувале големите универзитети околу тоа дали штети на младите во однос ако се занимаваат или ако играат тие игри геймерски. На 27 јануари лани, Агенцијата за млади и спорт го призна електронскиот спорт Еспорт за официјален спорт во државата. Навистина да се направи сериозен чекор и државата сериозно да се позанимава овде. Има некакви напори од Министерството за култура, правени се некакви стратегии. Еве, како што гледам и за e-спортот, веќе е направена и федерација, имаме, значи, организирано веќе младите одат да се надпреваруваат и регионално има, овие се со тоа сме нели запознаени, сме добиле прво место. Македонската Counter-Strike Esport репрезентација постигна нов голем успех на меѓународната сцена. На Counter-Strike Global Offensive нашите кантараши со леснотија стигнаа до златниот медал и ги обединија најпрестижните титули во овој спорт. Предходно триумфираа на Европскиот куп на нација, некаде на почетокот од 2022 станаа светски прваци. Мартин Саздов, познат како Сакса, заедно со неговата екипа Тундра, беа подобри од Team Secret во финалето на The International во Dota 2 и 3 добиени рунди ја освоија шампионската титула. За 27 годишниот македонец кој веќе 8 години се надпреварува на високо ниво, ова е најголемото достигнување во кариерата. Фондот на светското првенство во Дота лани изнесуваше $18,5 милиони, а за победникот беше обезбедена награда од $8,5 милиони. Мислам дека треба да направиме еден напор ние, како држава, да ова го ставиме во рамките на државата. Државата треба да направи можеби своји центри, кај што ќе се едуцираат. Морам тука да ги пофалам, значи, овие компании што се занимаваат со неформално образование. Нели, како што се сега да не ги набројувам од Цемос, Бринстер, Сивус. Значи сите имаат тие компонента, кај нив повеќе може да научите за геймерството отколку на универзитетите технички. Така да тоа треба да се развие и тоа мислам дека треба ние да поработиме на таа работа, особено ние кои што сме во IT бизнисот и тоа некако да направиме дистинкција од класичната компјутерско програмирање и техника. Геймер е лицето кое што игра интерактивни видеоигри. Тоа најчесто се видеоигри кои се играат подолг временски период. Играњето почнало како хоби, но со тек на време станало вистинска професија. Време е за артикулација. Геймер е лице кое игра интерактивни игри. Тоа најчесто се видеоигри кои се играат подолг временски период. Играњето почнало како хоби, но со тек на време станало вистинска професија. Гейминг инфлуенсерите имаат најмалку 1000 следбеници, а стримаат барем еднаш во месецот. Највлијателните меѓу нив имаат најмалку 10.000 следбеници. Геймификација представува примена на геймерски принципи во негеймерско опкружување. Се применува во бизнисот, образованието, спортот, педагогијата, политиката, управувањето со отпад и други области. Например, во маркетингот, геймификацијата најчесто се применува за зголемување на лојалноста на купувачите. Еспорт е комбинација на електроника и спорт, што представува користење на електронски уреди како платформа за надпреварување, со употреба на електронски системи, беспилотни возила, дронови, роботи, симулатори, VR, AR и која било друга електронска платформа. Тоа беше се што ви подготвивме во ово издание на Приказна. Довидување до следната.